Точно така како што рековте во првиот дел, истрагата е на крај и обвинителката Русковска работи на донесување на јавна обвинителска одлука, колку што сум информиран во текот на најверојатно на утрешниот ден ќе следи обвинение за тој дел. Уште еднаш да нагласам дека со тоа ние не го сметаме предметот како вие го нарекувате рекет целосно исцрпен. Обвинителството работи на утврдување на факти и околности и за другите 2-3 действија, водеше предистрага и во текот на денешниот ден ќе отвориме истрага уште против 4 лица. За кој дел од истрагата ќе го фати? Во делот за действијата кои што беа посочени и од вас новинарите, во делот на исплатата на средствата од 720.000 евра од битолската фирма и во делот на парите исплатени од струшката фирма. Дали меѓу нив се веќе лица кои што беа на распит? Дел лица беа на распит, дел не се на распит, ќе бидат на распит овие ден. Имате информација дали има побарано можеби некакви мерки или тоа дополнително ќе се? Тоа дополнително јавниот обвинител кој го води предметот дополнително ќе утврди дали и какви мерки на обезбедување ќе бара. Во моментов може да ни кажете што се случува, се апсат, се приведуваат, бидејќи малце изненадување ни дојде информацијата. Во моментов обвинителот постапува во тој дел и ќе со своите предлози ќе отиде кај судијата на претходна постапка во основниот кривичен суд. За кои дела може ли да ни кажете конкретно некој од делата? Делата се перење на пари и измама и помагање во делот на измамата. Тоа нема да влегува во обвинение, тоа си останува. Да, меѓутоа што е со делот за спогодба? Дали имате некаква најава дека некој од осомничените тројца би досега побарал или? Некој од нив бе заинтересирани за спогодба, но до овој момент конкретна спогодба не е постигната, ниту е влезено во посериозни договори околу спогодбата. Не се исклучува таа можност до прифаќање на обвинението од кривичниот суд? Мислам дека во овој момент немаме гласување за постигнување на спогодба. За овој вториот случај против четворица ќе се води постапка? Да, против 4 лица. Како ќе се вика поткодно име, бидејќи ние таа си ја крстивме рекет, ова меѓународен сојуз би се викал? Ние, ако вас ви е познато, ние на предметите не им даваме кодно име. И случајот рекет, мислам дека името го дадовте вие средствата за информирање.